може да го сопрете старењето. Старењето е нормален процес, но може да го успорите. Првите брчки на лицето ја поттикнале македонската инфлуенсерка Мија Костова како превенција да користи ботокс. Според неа, естетските зафати и дерматолошки процедури кои не се воочливи и драматично не го менуваат изгледот, оддаваат впечаток на природна убавина. Консултациите кои што ги имав кога решив дека ги гледам првите знаци на старење, затоа што јас имам мимични бори многу. Фала Богу, не ми се гледаат сега затоа што со години ги третирам. Онака буквално ми се случуваше после сончање на плажа да имам сериозно неисончани делови од бори. И во консултација со доктор едноставно решивме дека нема зошто да не се почне со апликација на ботокс. Корекции прави на 6 месеци, а во последниве неколку години вели дека воопшто не аплицира филери. Медицината оди напред и некако сметам дека тие скин бустери кои што не оставаат трак, односно не се задржуваат во ткивото, не мигрираат со тек на време, се многу подобар избор во последниве 2 години, така што ботокс ставам редовно, 2 пати годишно. До сега немала лошо искуство ниту со аплицирањето ботокс, ниту со филери. Најважно е во суштина да одите кај лиценциран лекар, да не се боцкате по козметички салони, нормално, да не бидат тоа жени кои што се козметичарки. Костова пак својата прва хируршка естетска интервенција направила на 33 годишна возраст. Вели дека зголемувањето на градите ја вратило самодовербата. Ставила импланти неколку години по раѓањето на синот. Кога станува збор за естетска корекција хируршка, имам само една, тоа ми се секако градите после бременост. Млада родив на 27 и некако не бев задоволна од својот изглед на 32-3 години, односно нешто што до тогаш ви изгледало како што треба. После малку подолготрајно доање не изгледаше повеќе така и не гледам ништо грешно. И крајно сметам дека во ниту еден момент не ми се во фокус градите, туку едноставно се направени за да јас се чувствувам добро. За разлика од инфлуенсерката Мија Костова, модната дизајнерка Ива Спасовска за естетски корекции користи филери уште од 21 годишна возраст. Естетска корекција се случи 2011-та, филер на усни. Разбрав дека во Македонија има такво нешто и јас сум многу љубопитна, веднаш го пробав тој третман. Спасовска вели дека иако немала потреба за естетска корекција, сака да експериментира со изгледот. Конкретно за усните не ми беа, не беше потребен филер за моите усни да изгледат убаво, меѓутоа секако со филер ми беа по-блиску до оно што јас го посакувам. Никои девојки и жени ги следат природните црти, никои ги пренагласуваат. Мојот личен став е дека природното е нешто најдобро, меѓутоа доколку дозволиме да си тече по слободен пат, староста многу побрзо ќе се гледа на нас, така да сметам дека преку мое лично искуство секој пат гледам да биде тоа секако во границите на нормала, на нешто што е пријатно за око, а најпрвен за мене најпријатно, каде што јас ке се сакам и гледам себе си како јас, не како некоја друга личност. За оние кои што пренагласуваат, нема да судам никако, првично бидејќи не сум таков човек, а второ секако секој има право да изгледа како сака. Последната естетска корекција што ја направила била за намалување на усните. Затоа немам ботокс ни моментално, тоа може да се примети кога ги кревам вегите, затоа што ботоксот ги замрзнува сите движења на едно лице, што не ми е во полза, бидејќи сакам да се гледат експресиите. Последниот зафат ми беше намалување на усните, за да се долови тој најприроден ефект. Сметав дека со текот на време дека тоа ќе се врати во некоја моја форма која што сакам јас да ми е во ред, меѓутоа не можев да почекам, па си ја намалив сама. Немам ставано филер полнето многу одамна. Сите имаме право да избереме како ќе старееме, но треба да постои граница, согласни се нашите соговорнички. Треба корекциите најпрвин да се случуваат од внатре и би препорачала на секој еден човек да биде љубопитен премногу за животот и да експериментира најпрвен со личниот развој. Сметам дека премногу фокус даваме на естетскиот изглед. Навистина не гледам ништо лошо кога е во прашање пластичната хирургија во служба на
менување на нешто што ете да речеме може да го поправи психичкото здравје. Но не секако кога е во служба на унаказување, изобличување и оној тренд на се повеќе еднолични девојки и жени кои што се повеќе личат една на друга.